Драги гледачи, овде сме приближно на 2000 метри височина. Десно од нас е врвот Муза на планината Баба. Зад нас врвот на Пелистер 2601 метар. Од спротивната страна се гледа врвот на Кајмакчалан. Таму е Солунска глава, за жал видливоста денеска не е идеална, масивот на Кораб. А тука на околу 600-700 метри од нас е местноста Неолица. Неолица е тема на нашата денешна репортажа, на нашиот денешен телеспорт. Поточно, Неолица е сврталиште и пребивалиште веќе 23 години на планинарското друштво Ѓорѓи Наумов од Битола при фабриката за фрижидери. Другар Николовски, вашево планинарско друштво Ѓорѓи Наумов постои од 1959 година. Тогаш почнавте и да градите ова што веќе не е планинарски дом, туку е мал комплекс. Зошто се одлучивте токму тука да градите? Па, друштвото е формирано 59-та година, али овие домови тука што гледате не се направени 59-та, малце покасно. Затоа што од тие моменти немавме можност. Но ова место се одлучивме затоа што ова место е од историско, од поблиското минато наше. Тука на овој терен беше формиран првиот битолски партизански одред од 22 партизани. Исто така и не случајно го носиме името Ѓорѓи Наумов, затоа што прв командант на тој одред беше и Ѓорѓи Наумов. И затоа и друштвото наше го носи тоа име Ѓорѓи Наумов. Вие имате преку 200 членови од вашата работна организација и нешто од надвор. Да. Наскоро со довршувањето на оној трет дел ќе имате и капацитет од за околу 100 легла, колку ми е познато. Како успеате вие да обезбедите тоа? Не се мали средства за да се направи ова. Но видите, ние сме под патронат на синдикалната организација при фабриката Раде Кончар за фрижидери од Битола. Ние за изградба новие домови што гледате, користиме доста отпадни материјали од нашата работна организација. Тие отпадни материјали преку самоуправните органи со своји одлуки донесуваат и ни одобруваат. Големо разбирање имаме во нашите општествено-политички организации во работната организација, исто и во градот, така да кога ќе се појавиме како планинари со голем респект не гледат и ни одобрува сите тие отпадни и добри материјали. Доста отпадни материјали кои што треба и да се обработуваат во фабриката, ги уградуваме тука на нашите објекти. Ние вчера го снимивме и директорот на вашата работна организација, да го чуеме што вели тој во еден дел. Сите споредни активности кои сигурно се важни за една работна организација мора да бидат на одреден начин финансирани во денешно време. И ние се судрувавме со тој проблем на финансирање на тие активности кои што опфаќаат како физичката култура, така и општата култура и културните дејности. Заради причината што организацијата скоро редовно нема доволно доход да издвоја во тие средства, иако ни самоуправните акти е регулирано финансирањето на сите тие споредни активности, ние во нашата работна организација се потрудивме да најдеме некои други извори за финансирање на тие активности. Нормално, покрај тие други извори, еден од важните моменти во развојот на таа физичка култура, посебно на планинарството, е и самиот ентузијазам на луѓето кои што се активни во планинарењето, во другите секции. Што сакаше
вашиот директор да каже со тоа дека ентусијазмот е основата на сите ваши постигнати. И точно ли е тоа? Тоа е точно. Ние како да речем фанатици на планинарството, доста наши другари своето слободно време го жртвуваат за планинарството, било то за разни акции, планинарски походи, разни тури кои што вршиме низ нашите планини, низ Југославија и Македонија, исто така и за изградба на овие објекти тука. Наши другари доста се жртвуваат во време на викендите, наместо да одат на други места, идат тука на доброволна работа и работаат тука на овие објекти. Колку средства се дале досега за работна рака, да речеме? За работна рака воопште ништо немаме да. Се волонтерски се работи. Има ли услови овдека да се развие и поинаков вид на туризам, мислам во прв ред летување на битолските, па и на други деца? Па ние се носиме со таква една идеја да кога ќе го успособиме овај поголеми објект кој што ни го остапи медицинскиот центар Трифун Пановски од Битола, за кој ова прилика му се заблагодарувам, да може. Тој има капацитет околу 100 легла. Тука може да се сместат 100 деца за летување. Ние се носиме со таа мисла да предложиме на нашата синдикална организација, организирано, на деца на наши работници и од градот да може да летува тука непречено веќе во целиот училишен распит летување. Вложуваат труд во изведувањето на планинарските куќи на Нолица. Прво една, па после уште една, па сега веќе имаме 3 и сигурно во тој перспективен развој се планира и други захвати, како обезбедување на сопствена струја, бидејќи е доста далечено, нема доводна струја, што сигурно во многу би го оживел тој планинарски дел. Покушаваме и нашите развојни планови да на одреден начин и го искористиме терено и присуството таму на планинарите, така да може да се прати, поготово што е интересно за повисоките предели, како тие колектори ќе реагират или уствари колку ќе бидат корисни за такви висини каде што сончевите денови се подолги и подиректни се сончевите зраци и сметаме дека на одреден начин и да искористиме постојање на тој планинарски дом кој што е на нашиот планинарски клуб, а во него исто така членуваат и доста инженери кои работат на тој развој на сончевите колектори и примена на сончевата енергија. Планинарското друштво добива доста материјална помош, колку што е она стварно побарано од страна на планинарското друштво. Планинарското друштво покрај со видните резултати, разбираш, ние како синдикат сепак сметаме дека доволно го финансираме. Покрај планинарското друштво постојат извидничката организација, која извидничката организација е веќе партизански одред, званичен. Во тој одред членуваат и селската младина е прихватена во нашата стопанска организација, односно во одредот, шаковската секција, работничките игри, феријална дружина имаме во и фудбалот Битола. Извидничката организација е веќе одликована и со златен јаворов лист. Прво беше одликована со сребрен јаворов лист, после одликована со златен јаворов лист кој што го доделува Сојузот на извидниците на Југославија. А исто и планинарското друштво е стварно доста одликовано и има освоено и први и втори места на ориентацијата.
кој што соработката меѓу извидничката организација и планинарската е на видно место, па крајната цел е на зацртаноста на нашиот синдикат да сите вработени во овој колектив се вклопат во овие наши спортски игри, да речем спортски надпревари, дисциплини кои што ги постојат и овие секции на фабриката. Да овие 23 години се сумират во овој краток разговор е тешко. Доволно е само да кажам толку дека членовите на ова планинарско друштво во ова 23 годишно своје постоење развија навистина голема активност. Покрај сето она што го рекоа сите на изградбата на овој рекреативен центар, тука, јас така и го викам, накусо планинарското друштво Ѓорги Наумов во сите овие 23 години учествуваше во сите организирани акции од страна на Планинарскиот сојуз на Македонија и на Југославија. И тоа евидентно со најголем број на членови. Така, например, учествуваше во сите досега организирани февруарски походи, во сите маршови по врвиците на првиот битолски партизански одред. Учествуваше на мемориалното искачување на Тито врв, учествуваше на планинарските светови што ги организираше Планинарскиот сојуз на Југославија, како на Учка, Проклетие и така натаму. Исто така и на планинарската штафета. Во 80-та година имавме наистина крупни акции. Заедно со збратимените другари од Планинарското друштво Сатурнус, наша експедиција од 33 членови учествуваше во походот на Јулиските Алпи и искачувањето на Триглав. Потоа, заедно со Планинарското друштво Пелистер и со група на Планинарското друштво Сатурнус од Лјубљана, со своји 32 члена учествуваше на мощна и успешната експедиција на искачувањето на Олимп во Грција. Како што и прее реков, минатата година, во знак на длабок пиетет спрема нашиот починат председател, нашето друштво со своји 15 членови учествуваше на искачувањето на Титовиот врв, а и годинава исто така, можам да кажам, се спремаме во ист толков број да учествуваме повторно на ова мемориално искачување. Исто така, учествувавме со голем број планинари
првиот пат минатата година со 17, годинава со 18 членови на февруарскиот поход. Вие, другар Диме, оваа година имате заедно со една група планинари од вашето друштво една специјална, да наречеме посебно тешка задача. Што е таа, што треба да направи? Ние, нашето друштво Ѓорги Наумов и планинарското друштво Пелистер исто од Битола има спрема Планинарскиот сојуз на Македонија една специјална задача која од Гевгелија до Галичица треба трефозалата да маркираме ние. Ние пред да добиме таа наредба, едно тројца од ова друштво, јас, Манасија и Кочо, летоска во август месец ние поминавме Битола, кај Макчелан, ниже Кожов до преминот на Гевгелија од Солон. За 5 дена поминавме ние таа патека, многу занимлива и тешка е. Најповеќе тешкотија има за неа за вода. Многу висината е висока, а вода нема. А сега мислам ако почнеме со маркирањето нема да имаме тешкоти, таа вода што требаше да добиеме, знаеме кај што е, лесно ќе поминеме. И мислам дека нашето друштво ќе биде гордливо да ова е задаток како го изврши на време и се надевам дека ќе го извршиме пред време отколку што ќе биде предвидено. Тачно преди 3 години, сосема случајно со нивни деловни партнери кои што беа од Битола, се поврзавме и тие партнери уствари беа планинари на едно планинарско друштво Сатурни со Словенија. Само ние што се упознавме со ним, тие правија желба да дојдат во Битола да го посетат Пелистер, познатиот наш национален парк, и ние оберучки ги прифативме другарите и тие након 2-3 месеци од тој наш разговор тие дојдоа тука со една експедиција од 20 планинари. И тоа група која што беше мешана и жени и мажи, што наистина кај нас тоа ретко се случува. За жал. Да, за жал. Ние бевме толку љубезни према нив, ги прихвативме оберучке, ги прошетавме низ целиот масив на Баба планина со врвот на Пелистер. Потоа отидовме на Мало Големо езеро, на Антена, а наредниот ден ги прошетавме на Солунска глава. Ова нивна посета и ова наше гостопримство беше толку незаборавено да ние уште после кратко време нашите врски со нив продолжија. Наредната година ние му извративме посета на ова друштво на Алпите. Неги време стана збор и за побратимување. Побратимувањето беше након година дена на Алпите во домот на 7-те Триглавски езера. Наистина, ова побратимување беше величанствено од нивна страна. Посетата нивна беше толку масивна. Сите членови на нивното друштво беа дојдени во тој дом и тоа беше навистина еден незаборавен ден за нас и за нив. Планирате ли нешто за оваа година? Секако, ние наредната година, после након година дена од тоа побратимување, ние имавме уште една заедничка маршрута на Олимп во Грција. Исто така дојдеа околу 10-12 планинари од ова друштво. Ние Олимп го посетивме и некои места во Грција и тие навистина беа воодушевени исто така од ова посета заедничка наша. И ние и понатака продолжуваме со нив и ова година имаме намерение заеднички да го посетиме гробот на другарот Тито во Белград, да се сретниме некаде Копалник, а понатака имаме намерение да одиме на највисокиот врв
на Балкан Мусала во Бугарија. Друга Ренадо, како сте? Добро, фала. Овде на 2000 метри. Многу убаво се осеќам. Јас немам обичај да ги прашувам моите соговорници како се чувствуваат, знам дека е тоа тешко секој да го искаже. Меѓутоа, вие сигурно им објаснувате на вашите колешки во канцеларијата како е овде. Објаснете им го тоа од овде. Да, многу е убаво, па нарочито од оваа висина, да се каже, просто човек нема зборови да ја опише ова убавина што ја гледаме моментално. Од сите страни со врвови, планинарски. Често идете овде? Па често идеме и многу е убаво, би требало секој да ги посетува. И тоа фамилиарно? Да, фамилиарно. Стефче, што ти е тебе оваа тетка? Мајка, Мајка, колку години? 8, 8. Имаш уште братче, сестриче? сестра, Како се вика? Билата. После едно 3-4 години ќе видите да овде горе на десната страна ќе се направи резервар за вода и резервар исклучиво за турбина, што е ние викаме Пелтенова. Али пред ово да го речиме, од 71 година во Неолица се има спроведено струја на агрегат, али сега на бензин, а сега сакаме исклучиво на вода. Преди 2 години благодариме на медицинскиот центар од Битола што ни ја додели оваа барака, али потпато на Раде Кончар од Битола фабрика фрижидери и југотото од Битола и неколку стопански организации ни помогнаа и структури на општествено-политичките структури ни помогнаа да ова нешто го изградиме. Али во идната година ќе се догради и рачунаме барем малце од малце да личи на еден такозван поголем објект. После сме со намерение да направиме онде летна кујна, тоа треба, даже и фурна за печење на Ова леп. сегашната ќе руши. Сегашната ќе ја рушиме и ќе направиме друга Кујна и фурна за и печење. фурна за печење на леп. И вчера слушнаме во фабриката дека некакви колектори Па се видите, техниката оди напред, имаме колектори долу, ќе се донесат овде, да можеме да ја користиме сончевата енергија исклучиво за топлење на вода. А понатаму, нашите стручњаци веќе мислат и да се акумулира во акумулатори од тие колектори струја да можеме да осветлуваме. И се Тоа тоа е што се новитет. предвидува сигурно па нема да чини ни динар, како и се Па, тоа досега верувај. освен материјал. Оштровно. Значи, само материјало од стопанските организации, нормално и заеднички мовет со политичките структури.